Политички препукувања или индикации за загриженост. Безбедна ли е храната која што ја конзумираме, всушност зеленчукот, и дали е исправна водата за пиење во Скопје и во останатите градови во Македонија? Тоа е темата на која што ги бараме одговорите во оваа емисија. Се работи дали е дозволено присуство или не. Дозволено ли е присуство? Не е дозволено. Чекате Трифуновски, во трагови го имаме и во водата која што го пиеме, затоа што за водата веќе европската легислатива дозволува одредена количина присуство на арсен. Значи, треба човек да јади дневно да испие 2 литра според правилникот кој што е на сила и во Европската Унија, треба да испие повеќе од 2 литра вода за да внеси минимална количина на арсен во својот организам. Но тој не е штетен минимална количина на дневна основа. Да изеди 2 килограми домати денеска, бидејќи на нашата географска ширина, волуменски литар и килограм се тука се подудара за разлика од другите делови во светот. Значи, кој од нас ќе изеди денеска 2 килограми домати? Или повеќе во случајов за да има одредени штетни последици. Скопската вода и водите во Македонија се безбедни за пиење. Присуството на мали количини металоиди е далеку под номиналните вредности. Ова го вели доктор Зоран Божиновски, експерт за води. Неговата изјава доаѓа откако неодамна на политичка дебата на Телевизија 24, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Никола Бабовски и Цветан Трифуновски од ВМРО ДПМН одадоа впечаток дека во Македонија се пие загадена вода. Вие сте експерт во полето. Јас сега ве прашувам, на пример, да земеме чаша вода од Славина во Скопје, наполниме чаша со вода од во Скопје или било кој друг град. Ако ја испитуваме, колку арсен ќе најдеме во неа? Ќе најдеме дозволиво количество, нема да најдеме воопшто или? Видите, нула во аналитика не постои. Или ви е методата несоодветна, или ви инструментот не е сензибилен. Постои фон, се вика тоа е концентрација, што е вообичаена за некоја геолошка структура или некоја територија. Колку јас знам, колку јас сум истражувал, фонот во Македонија на арсен во површинските и подземните во површинските води е околу 2 микрограм на литар. Во подземните води во Македонија се наоѓа арсен, особено во геотермалните води, да речеме во Кочани, кај што се тоа веќе концентрации кои надминуваат МДК и кои бараат третман. Што значи дека во скопската вода, условно речено, нема арсен, има трага од арсен, кој со години се следи, заради тоа што еден од антропогените фактори е и употреба на пестициди во земјоделие. Тоа после влијае врз со инфилтрација на подземните води може да дојде во ресурсот. Тоа е тој ризик кој се превенира со контрола на времена, со години, да речеме во Скопски водовод, тоа ја одговорно тврдам дека е така. Божиновски објаснува и како се прави регулацијата, всушност дека во Македонија во минатото се пиела вода која имала далеку поголема концентрација на арсен од секашната. Кај нас е примената директивата 9883, која го лимитира присуството на вкупниот арсен на 10 микрограми на литар. Но, тоа е критериум кој е воведен од кога е осамостоена Македонија. Предходно, правилникот што важеше број 3387 за квалитетна вода од бившата Југославија, дозволуваше 50 микрограм на литар, што беше граница што ја препорачуваше и Светската здравствена организација. Но, на основа на сознанија други, е донесен тој критериум и донесена таа директива и ние ја инкорпориравме директивата во почетокот на 2000-те години и од тука доаѓа проблемот околу присуството на арсен. Македонија е во такво геолошко подрачје кое во структурата, а тој арсен е геоген, не е антропоген, да речеме и уште подобро, и ќе го кажем и потеклото, кое во структура има арсен. Тој е потегот од Карпати, Панонско море, Еленизијата, Моравска, Вардарска долина па до Пелопонес. Ние имаме можеби најмалку проблем со арсен во делот на јавното водоснабдување. А како доаѓа арсенот, да речеме, од Кожув? Па Коинска река, Моин се наоѓа нели во делот на равничарскиот дел кај што завршува Коинска река.
Ја сочинуваат реката Сливка и Цреша. Во нив има арсен, геоген. Се работи за геотермален извор кој партиципира. И не е само безбедноста на водата која Бабовски и Трипуновски ги ставија под прашалник и алармираа неколку загрижени граѓани кои се обратија до редакцијата на 25 минути. Трипуновски тврди дека ако не бил ВМРО ДПМН, Агенцијата за храна немала да работи соодветно. При тоа самиот нема поднесено кривична пријава за Бабовски, но бара истражните органи да го направат тоа. Во моментов, она што зборуваме како тема пестициди во зеленчукот, се работи за увозен зеленчук, да бидеме тука најасно и на чисто, не се работи за македонски. Да, ама граѓаните не знаат кога ќе влезат во маркет што е од Македонија, што е бидејќи нема да... Токму така, значи надлежните институции, Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот земјоделски инспекторат, практично Министерството за земјоделство, во превод е тие кои што треба да контролираат што влегува во Република Македонија и секоја пратка која што е согласно надвор процедурите и правилниците треба да биде вратена или да биде уништена. Тоа е главниот момент каде што во овој момент имаме практично направено пропуст. Вториот битен момент, секој производ кој што се пласира во маркетите широм Република Македонија, согласно законската регулатива која што во моментов е актуелна, треба да биде означено потеклото, видот и класата на тој зеленчук. Практично кој ќе појдете вие во некој од маркетите во главниот град, да видите дека таа краставица со потекло, односно увезена од Албанија, класа 1, класа 2 и така натака, или пак ако е домашно производство, и практично да знаат граѓаните, купувачите да не бидат манипулирани, да купуваат нешто што е нездраво и нештетно, односно да купуваат македонско и здраво. Го повикав јавното обвинителство да влезе во агенцијата, бидејќи гледаме дека се од затворен тип, гледаме дека директорот носи изјава каде што секој вработе во агенцијата не сме да даде едно ќоше од лиц картија, камоли некој документ, да влезе во институцијата и да отвори постапка, да провериме кога влегле, која количина е влезена, каде завршила и за кои други производи и во минатото можеби се случувало вакво нешто. Јавното обвинителство вели дека немало доволно докази. Поголем доказ од овие извештаи кои што се влезени во Македонија, не знам што треба да се случи, дали некоја човечка жртва треба да се случи за да они најдат момент за да влезат. Меѓутоа претпоставувам дека нормално судството е во стегите на власти и тука завршува целиот случај. Кажете ми кои вредности се дозволени за пестициди, а кои за тешки метали? Во зависност, значи, она си има одредена програма, во програмата се напишани повеќе од 250 пестициди и тешки метали се испитуваат и според референтните вредности се доаѓа до конечниот резултат дали има или нема. Доколку нема, кажав, постапка, значи си оди нормално во промет. Доколку има, многу е битно дали е тоа во дозволените количини, значи тоа значи дека тие дозволени количини не предизвикуваат или не би требало да предизвикат штетни последици по здравјето на луѓето. А доколку се над референтните вредности кои што се пропишани, како што кажав, таа храна веќе не се става во промет и да не се повторувам онаа процедура која што следи правата кои што ги имаат економските оператори, меѓутоа и законските обврски кои што ги имаат и економските оператори и агенцијата во однос на квалитетна и безбедна храна, бидејќи кај нас често пати, за жал, потрошувачите не можат секогаш да направат разлика меѓу квалитетен производ и безбеден производ. Едно е да има квалитет и да биде безбеден, а друго е да поседува одреден квалитет, меѓутоа сепак поради одредени причини, дали тоа е оштетување на опакувањето, дали е тоа изминат рок или еве во случај на други испитувања каде што параметрите не одговараат на законски пропишаните референтни вредности, тој производ, значи, иако поседува одреден квалитет, сепак не е безбеден за исхрана на луѓето. Како може Исто се случува и кај домохраната, која што е и за домашните животни, бидејќи во ланецот на исхрана, ако гледаме, ние го применуваме, значи, на европски систем One Health или едно здравје, каде што здравјето на луѓето е исто така поврзано со здравјето на домашните животни, бидејќи здрави домашни животни на крајот може да дадат квалитетен и здрав и безбеден производ
за кој што можеме ние натаму да го ставиме, односно да го конзумираме, а економските оператори соодветно да го обработат. Ајде кажете ми на вашиот сајт каде може да најдат граѓаните, дали јадат безбедна храна, референтните вредности? Референтните вредности, значи ги имаме објавено. Исто така на нашиот сајт, еве можете да проверите, имаме објави и секогаш кога се повлекува одреден производ. Ме интересира на вашиот сајт каде може да се најде. Значи, таму каде што да имаат информациите, информации, таму можат, правилниците се достапни за сите граѓани и тука во самиот правилник се стојат и одредени референтни вредности во програмите кои што ги носиме за мониторинг, исто така имаме референтни вредности. Значи секој еден граѓанин може до ними да пристапи. Добро, каде може, во кои правилници? Во законот препет се за безбедност на храна и мониторинг, правилниците кои што ги носиме, значи правилници за присуство на одредени пестициди, тешки метали, кои што се јавно објавени откако ќе се усвојат, се објавуваат и во службен весник, да, а се објавуваат и на нашата веб страница. Во тие референтни вредности споредбена анализа за Македонија и за европската регулатива? Кај нас, значи, најголемиот дел од законските и подзаконските акти се усогласени со европската регулатива. Легислативата... Не говориме за референтните вредности. Референтните вредности, значи, европските сајтови се исто така отворени. Не, за вашиот сајт ве прашувам. На нашиот сајт ги вадиме, значи, нашите правилници и нашите референтни вредности. А за европските сајтови... Не за европските сајтови, референтните вредности кои... Ама ние на Европска унија, значи ние живееме во Република Северна Македонија, имаме наши правилници. Да, но тие се регулирани според европската легислатива. Легислатива и така да се преточени во наш соодветен документ. Ние немаме потреба да вадиме европска легислатива за... Споредбена анализа не ме разбравте. Споредбена анализа во моментот какви не се правиме состојбите? такви работи, бидејќи имаме систем за РАСАВ, системот за брзо информирање, кој што доколку дојди до одредени промени кај било кој производ кој што е востановено со лабораторијска анализа во било која држава, преку тој РАСАВ систем, ние добиваме соодветна нотификација, односно известување, дека во нашата држава се увезени од одреден производител, одреден лот, значи, на производство, и во дека во тој лот, не мора да значи дека и во нашата држава може да има одредени контаминенти, пестициди, резидуи и така натаму, меѓутоа при испитувањето во било која друга држава, тоа се востановило и ние одма вршиме отповикување, го информираме и економскиот оператор кој што извршил увоз и дистрибуција на тој производ во државата и одма вршиме отповикување. Такви случаи во минатото сме ги имале, јавноста била информирана и преку соопштенија, меѓутоа и преку поставување на нашиот веб-сајт дека тој одреден производ се отповикува. Добро, имаше обвинување и околу водата, дека има премногу арсен. И вие... Испитувањата, значи... Покажавте, говоревте, всушност, дека има арсен во дозволени количини. Кои се дозволени количини? Не ги знам на памет, ако сакате можеме да ги погледаме. Добро. Бидејќи толкав број на податоци една личност не може, ама лабораториите кои што вршат испитувањата, бидејќи ние секогаш пред да дозволиме увоз на вода или производство на вода кај нас, секогаш има анализа, тоа е нарекуваме така наречена голема анализа, која ги опфаќа сите параметри на една квалитетна вода. И таа вода, доколку се полни во нашата држава, изгледуваме соодветно решение на економскиот оператор дека може таа вода да ја користи, односно да ја стави во технолошки процес, да ја пакува и да се појави на пазарот. За водата која пријат граѓаните од чешма. Тука не сме само ние надлежни, значи има и други институции во државата кои што се надлежни. Не говоревте дека има арсен во водата? Во дел од водите, да. Доколку е над дозволените количини, таа вода се забранува и ако се работи за одредено јавно предпријатие,
која стопанисува со таа вода која оди во чешма, како што викате, значи она вода, која што се користи за пиење во Питка вода, да. питка вода во населените места, таму каде што има предпријатие која стопанисува, му се окажуваат одредени корективни мерки, му се дава рок во кој треба тие корективни мерки да се спроведат, значи се прави контролен надзор после редовниот надзор, или често пати, доколку некој од граѓаните се посомнева во квалитетот на водата, се посомнева, значи поднесува представка до агенцијата и агенцијата по секоја една представка до сега постапила. Што се однесува до одредени водоводни системи кои што се наоѓаат во руралните средини, каде што немаме јавно предпријатие кое што стопанисува со таа вода, тогаш ние преку Центарот за јавно здравје, Државниот здравствен и санитарен инспекторат, нашите инспектори си постапуваме и на јасно видливи места во такви населени рурални средини се истакнува сообштение во кое се укажува дека таа вода не е безбедна за пиење и не треба да се конзумира за пиење. Добро. Тоа се одредени процедури законски кои мора да се спроведат. Да, ме интересира, велите не знаете колку треба да има арсен. Напаме се, не можеме да ги знам сите цифри. Да. Европската регулатива што вели за арсенот? Таму има, значи, колку е дозволено? 0,5 во литар и пол вода, со тоа што, значи, и она некни што разговаравме, треба да испиеме ние денеска повеќе од 3 литри вода, за да би евентуално морам да нагласам, кај одредени луѓе дошло до можеби и до некакви здравствени последици, доколку е во таа нормала. Ако е во таа референтна вредност. Ако е над референтната вредност, тогаш таа вода воопшто не доаѓа ни во контакт со луѓето, бидејќи не се става во промет. Но што се случува ако се складира тој арсен секојдневно, како велите, ако некој испие да над 3 литри, сакате да кажете дека не сме да се пие? Не дека не сме, дека можно е да дојде до... Добро, можно е, тоа е ризик, значи. Ризик, меѓутоа јас не знам, сега се извинувам, може би има луѓе кои што пијат и повеќе од 3 литри вода, ама да не знам кој од нас повеќе од толку пие 5 или 6 или 10 литри вода, ќе испие. Но секојдневно ако се складира 3 литри, по 3 литри секојдневно, значи, и тој арсен не останува во организмот, значи тоа ќе треба да ви прашате лекарите од хумана медицина, кој што може тој процес да ви го објасна. Значи, предпоставам дека ги знаете и вие последиците како Агенција за храна и ветерина. Ама затоа ние секој еден производ, че уште еднаш ќе ви нагласам, секој еден производ кој не ги задоволува референтните вредности. Не, јас ве прашувам какви се јас конкретно ви одговарам, значи. Какви се последиците? И јас конкретно ви одговарам, значи вие ме прашувате дали производот кој што има одредени резидуи на пестициди или на тешки метали во својот состав, кои се во граничните вредности. Значи, за тоа постоја одредена претходна анализа, студија и така натаму. Значи, тоа го прават медицинските лица, кои кажуваат дека во таа количина, која што е под тие референтни вредности, дека не е штетна по здравје на луѓето. Да. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. Ништо, молам. Ветеринарните служби, околу 14.000 ветеринари и 4.000 инспектори, овластени од француската држава, овозможуваат ефикасна контрола на големите животински болести кои можат да се пренесат на луѓето. Инспекции и контроли се вршат на националната територија, вклучително и за увезените производи. Овие служби го следат, проверуваат, контролираат и санкционираат и целиот синџир на исхрана од животинското производство до чинијата на потрошувачот. Во кланиците постојат и се присутни инспектори за контрола и печат на секој труп. Севкупно секоја година се вршат повеќе од 800.000 анализи. Во случај на непочитување на правилата или непочитување на производителите ќе треба да платат парична казна. Здравствениот орган може да побара и повлекување на производот од пазарот или уништување на прехранбените производи.
во најтешките случаи може да одлучи за суспензија на одобренијата или пак затворање на објектот, односно на фабриката или фарма. Служба за заштита на растенијата постои исто така во Франција. Таа е одговорна за заштита на потрошувачите. Тие обезбедуваат здравствената состојба на растителните производи, можат да препорачаат третмани, да издаваат пасоши на растенијата и да вршат строги здравствени проверки на границите при увозот на овошје или зеленчук. Овие услуги го направија задолжително властувањето за промет на фитосанитарните производи и давање на одобрение на дистрибутерите и давателите на услуги кои ги применуваат да се намали ризикот за потрошувачот. Потоа има и овластени лаборатории за анализа, кои се одобрени од Министерството за земјоделство, рибарство и храна. Овие лаборатории вршат рутински анализи за да добијат веродостојни диагнози, да го идентификуваат потеклото на проблемот, дали е микробен вид и така натаму, со цел да го проценат ризикот. Вкупно за 2021 година државните агенти имаат надзор на националната територија на повеќе од 500.000 фарми, 400.000 предпријатија за храна и секоја година државните служби вршат на 57.000 инспекции на предпријатија за да се потврди безбедноста на храната, потоа 32.000 проверки на фарми, 7.500 инспекции во врска со употребата на фитосанитарните производи на фарми или при дистрибуцијата. А постои една посебна алатка на веб страницата на француски Рапел Консо, значи повлекување, подсетување на потрошувачите. И ако сте били во Франција, сигурно сте забележале на влезовите од продавниците плакати во супермаркетите на кои пишува дека таква или таква храна или производ мора да се врати. Таа информација е видлива задолжително од 1 април 2021 година и тога се бара од потрошувачите или да ги вратат производите или пак да не ги користат, а ако ги вратат можат и да бидат обештетени за тој производ. Инаку, што се однесува до водата, со 18,5 милиони анализи направени секоја година од здравствените власти и 9,3 милиони од компаниите за вода, водата од чешма во Франција е еден од најконтролираниот прехранбен производ. Бидејќи таа е незаменлива за целиот човечки живот, водата е храна чија важност е од суштинско значење за функционирањето на нашето тело. Не само што мора да биде достапна во доволна количина, туку и мора да биде со безпрекорен квалитет за да може да се консумира без ризик по здравјето на луѓето. Значи, таа доаѓа најчесто од подземните или површинските води. Водата од чешмата или водата за јавно снабдување се третира за да ги исполни барањата на европските регулативи утврдени во францускиот закон. Од 33.400 сливови кои потекнуваат од подземни или површински ресурси на крајот на 2018 година, 78% од нив, односно 85% од произведените водени текови, има корист од заштитни периметри, односно места на кои што е, например, забрането да се вгледува стока или пак да се користат пестициди или инсектициди. Водата за пиење мора да биде безбедна. Иако генерално таа е со добар квалитет кога се собира во каптажите, благодарение на природната филтрација на почвата, извлечената вода често не е нужна и чиста за пиење, односно за човечка потрошувачка. Значи, има 63 критериуми за кои што мора да бидат почитувани за квалитетот на водата. Тоа се физичко-хемиски параметри, органолептички параметри, микробиолошки параметри и параметри поврзани со непожелни супстанции, потоа параметри поврзани со токсични материи. Усогласеноста со овие стандарди за квалитетот благодарение на третманите што се спроведуваат во станиците за производство на вода за пиење овозможуваат без ризик да се троши вода за сите, а особено за најранливите луѓе како што се доенчињата, трудниците и така натаму. Затоа често во француските јавни институции, посебно општините, ви служат вода од чешма за да докажат дека нивната вода е квалитетна за пиење.